Член 25, став 2, точка 1 от статутот на општина Делчево, ја свикувам 18-та редовна седница на Советот на општина Делчево. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записник од 17-та седница. Точка број 1. Правилник за утврдување на начинот, условите, критериумите, постапката за добивање на еднократна парична помош. Точка број 2. Извештај за реализација на годишната програма за одбележување настани и културни манифестации за 2022 година со заклучок за усвојување. Точка 3. Предлог програма за одбележување настани и културни манифестации за 2023 година. Точка 4. Извештај за реализација на програмата за комуникација со јавноста и промоција за 2022 година на општина Делчево со заклучок за усвојување. Точка број 5. Предлог програма за комуникација со јавноста и промоција за 2022 година на општина Делчево. Точка 6. Извештај за реализација на програма за социјална заштита на општина Делчево за 2022 година. Точка 7. Мислење за програма за изведување на еднодневна екскурзија низ Република Северна Македонија со учениците од трето одделение на Основното општинско училиште Ванчо Праке Делчево. Мислење за програма за изведување на дводневна екскурзија низ Република Северна Македонија со учениците од шесто одделение од Основното општинско училиште Ванчо Праке Делчево. Мислење за програма за изведување на тридневна екскурзија низ Република Северна Македонија со учениците од девето одделение од Основното општинско училиште Ванчо Праке Делчево. Точка 10. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2023 година. Точка 11. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во општина Делчево за 2023 година. Точка 12. Предлог одлука за давање согласност на програмата за работа на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево за 2023 година. Точка 13. Акцијски план за намалување на последиците од COVID-19 кај ромската етничка заедница во пост-ковид период на локално ниво. Општина Делчево со период на имплементација 2023-2024. Точка 14. Заеднички локален акцијски план на општина Делчево и ромската заедница со период на имплементација 2023-2026. Точка 15. Предлог одлука за измена на одлуката за доделување на стипендии на одлични ученици во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо кои постигнале особено висок успех во учење. Предлог одлука за давање согласност на одлука број 0249/3 од 27.12.2022 година за оттуѓување на IT опрема за превземање, транспорт и третман на електронски и електричен отпад на овластена компанија. Точка 17. Предлог одлука за давање согласност на одлука број 02-780/2 од 23.12.2022 година за расходување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на општинското основно училиште Свети Климент Охридски Делчево. Полугодишен извештај на општинско основно училиште Свети Климент Охридски Делчево за учебната 22-23 година со заклучок за усвојување. Предлог одлука за парична помош на Стефанија Сапаловска од село Раздовци. Предлог одлука за парична помош на Верка Терзиска од село Раздовци. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево. И последна точка, прашање и предлози на членови на Совет. Отварам расправа во врска со дневниот ред. Дали некој бара збор? Не, биде. Ајде. На забелешка на пета точка мислам дека на која точка? На пета точка. Пета. Предлог програма за комуникација со јавноста и промоција, да, 2023 година. Дал сам. Да. Добро. Дали некој друг бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Ќе започнеме со усвојување на записник од 17-та седница. Значи, усвојувањето на записникот од 17-та седница, дали некој бара збор во врска со записникот? Не, бидејќи никој не бара збор, усвојувањето на записникот го ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека записникот е усвоен. Сега ќе направиме една мала рокада. 21-та точка ќе ставиме прва на дневниот ред, затоа што образлагачот има некои неодложни активности. Остава да може да го ослободиме и да повели Горан да не образложи. Одиме со точка предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево. Образлагач е Горан Петровски, советник за урбанизам и енергетска ефикасност.
изработка на управленски планове на подачата на община Делчев за 2023 година. Програмата за 2023 година беше усвоена на предходната седмица на 26.12. В междувреме са предоставени две инициативи. Истите се откриват единица, се работи за поставуване на фотоволтаични централи. На едната е владърът на Колбрет, на другата е Волкърът работилище. Така да после точката 7.2 се додава две нови подточки по годишната програма и това подточка 7.2, koja гласи урбанистички проект по новата урбанистички план за намена Е1.13 по градински соларни фотоволтаични централи на катастърска парцела 3967 3962 3963 Волка Делчево. И другата подточка 7.23, koja гласи урбанистички проект по новата урбанистички план со намена Е1.13, като е повършински соларни фотоволтаични централи на обхватот на катастърска парцела 1298 катастърска община Градилище Волка. Инициативите са приватни, целото предвидят финансиране с визиите за инвестиране от приходни субвенции, АСЕО и како дел от процедурата за законът за просто вътрешно планиране трябва да поминат като инициатива на вас. Благодаря много. Заданието. Отварям разправа по точката солиден брой 21. Дали някой ба разбор? Не, бидейки никой не ба разбор и затворам разправата по оваа точка, истата ја ставам на гласен. Гласаме за усвојување на предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? 1. Констатира дека точката е усвоена со 14 гласа за и 1 против. Благодарам на разбирањето. Продолжуваме со точка број 1. Правилник за утврдување на начинот, условите, критериумите и поставката за добивање на еднократна парична помош. Поповикувам разлагач Ивана Ивановска, съветник за правни работи и застъпване. По бюджета на 2018 година беше помислен правилникът за утвърдуване на критериумите, условията и поставката за допълване на парична помощ на физически. В средината на 2020 направихме промена на листите правилник за въведуване на нови мерки, съгласно въведуване на нови мерки. Най-първи дел от мерките бяха предвидени в правилници, се е присликани и денес по оба правилник, што е пред вас, но проблемата от гласуване е истиот, се е поради гласуване со предвид от закона за социална защита, кои се приемели и поведат нови правилник, кажу въведуване на нови мерки от социален характер и консолидиране на всичките мерки во еден правилник. Значи, овој правилник се однесува исклучиво за физички лица, кои што се жители на општина Делчево. Исто така, овој правилник новина воведовме и да може пари да поднесуваат од парите местните заедници. Значи, во буџетот на општина Делчево за секоја година посебно се предвидени средства за еднократна парична помош за социјално загрозени лица, еднократна парична помош за болнично лекување, еднократна парична помош за смртен случај, за лица настрадени од природни непогоди, парична помош за новороденче, парична помош за прво новороденче, парична помош за прваче, парична помош за скршувачки семејства и еднократна парична помош за урбани месни заедници. Почнеме од првото. Еднократна парична помош за социјално загрозени лица. Оваа парична помош доделува на лица што се во социјална, односно материјална загроза. Висината на паричната помош изнесува од 9 до 2000 денари и обично се доделува на корисниците на социјална помош. Потребната документација, што е пропишена во член 5 од истиот правилник, понатаму. Имаме еднократна парична помош за лекување. За лекување во државата и за лекување во странство. Висината на оваа парична помош во зависност од тоа дали е оперативен запад во државата или во странство и дали лекувањето е во државата или во странство. Висината е до 10.000 денари за надзор од државата со оперативен запад, за лекување надзор од државата 6.000, за лекување во државата до 6.000 денари со оперативен запад, додека за болничко испитување 4.000 денари. Во оваа одредба предвидовме и одредба да можеме во исклучителни ситуации градоначалникот да донесува решение за доделување на оваа парична помош до 30
Въведохме с цел да не чекаме COVID, какво става разговор за ИТИС. Документацията рокът за поднесуване е 3 месеца от извършение от оперативен захват или от лекование. Еднократна парична помощ за смъртен случай се доделува на семейства, които са свършили с смъртен случай, а не са възможни финансови да ги платят шок. Висината е 5000 денари до 5000 денари и се доделува за кои са неработени и речи месечни примания не надминуваат месечната плата от трудна с закон. Исто така и овде пропишено е да може во рок от 3 месеци да се поднесе по-настановањето на смртни случаи. Еднократна парична помощ за настрадани от природни непогоди, во случај на земјотрес, поплава, пожар. Паричната помощ се однесува само на оштетени објекти. И овде висината на истите зависи од категоријата. Прва категорија до 15.000 денари на семејства со купни месечни примања до 25.000 денари. Втора категорија 10.000 денари на семејства со купни примања над 25.000 до 40.000. И овде е препишена одредба да може градоначалник во исклучителни ситуации да доделува парична помощ повисока од напред утврдените, односно до 30.000 денари, кога штетата е од големи размери и исклучително се однесува за објекти за домување. Еднократна парична помощ за новороденче. Оваа мерка веќе добро ви е позната и се применува. Останува истата, висината е 3000 денари и истата се применува до ден денес. Разликата, последната мерка за прво новороденче е 10.000 денари, тоа е за првото што ќе биде родено во позната година. Значи, овде со измената на правилникот првично беше предвидено за дете кој се роди на територијата на општина Делчево. Меѓутоа се појавија проблеми од одлучително значение за каде е родено детето, значи кој ќе биде прво родено дете, жител во Делчево на територијата. Оваа парична помощ. Еднократна парична помощ за прваче е мерка што одведена така со измените во 2020 година. За секоја прваче што ќе тргне на школа на семејството се доделува 3000 денари парична помощ. И истата се донесува во рок од 3 месеци од почетокот на учебната година. Еднократната парична помощ за склучувачки семејства е сега нова воведена мерка, што мислам дека беше најавено од страна градоначалникот во изминатиот период. Согласно тоа, право на еднократна парична помощ за склучувачко семејство има секој ново склучувачко семејство во општина Делчево. Висината ќе изнесува 10.000 денари и ќе се доделува еднократно. Потребната документација за оваа парична помощ во случајот биде, значи, најбитен доказ лечение за склучувачко семејство од Центарот за социјални работи. Понатам, еднократна парична помощ овде е само еднократна, не е парична, бидејќи за урбани и местни заедници, бидејќи, како што е наведено во самиот член, оваа помощ може да биде во пари, материјали и кредити. Оваа мерка е прва и ја повидуваме затоа што често имаме парења од жителите на општината и од околните места, да речем ситни, но сепак за нив значени работи, што како цевка, прехрана, пакет производи, културни или за такви работи. Меѓутоа, сето тоа, ние немавме можност како да го покриеме како. Па дали ќе оди на совет, дали нема да оди на совет, и затоа одлучивме, значи и урбаните и местните заедници да ги вметнеме во овој правилник, цел бидејќи немаат своите правилници, имаш други пара, да ги вметнеме во овој правилник. Значи, што ќе биде потребна документација? Кратко образложение зошто е потребна паричната помощ и секако изјава председателот на местната заедница дека тие пари и таа помощ ќе биде исклучено за потребност на местната заедница, да не дојде до злоупотреба на тоа. Барањето се понесува до општината и по него се донесува решение од страна на општината. Поднесна мерки за социјално загрозени, за лица за лекување, смртен случај, за природни непогоди,
Значи, барателите исклучиво еднаш ги имаат право да вземат годината, бидејќи во изходите години се покажат дека исти луѓе ги земаат овие финансиски средства. Значи, само еднаш година. И по истите основи комисија одлучува, значи не одлучува началникот, комисија формирана од градоначалникот со решение разгледува секоја поединечно барање. Прво, утврдува дали е комплексно, дали имаме целосна документација. Ако немаме целосна документација, значи барањето ќе биде отфрлено. Доколку има комплетна документација и комисијата смета дека е основано, дава предлог на градоначалникот и градоначалникот се отврна на тој предлог да се значи. Со влегувањето на сила на овој правилник, како што кажат, престане да важи правилникот за утврдување на критериумите и условите и поставката за додолување парична помош од 2018, како и правилникот за измена и дополнување на истиот од 2020. Во однос, овој предлог правилник беше доставен до Комисијата за социјална заштита, како и Комисијата за еднакви можности. Истиот беше разгледан, имавме предлог од политичката група на ВМРО да биде внесен уште едно. Во однос на ова, сакам да нагнесам дека предлогот и одредбата како одредба е во ред и ќе биде вметната, меѓутоа во иднина со измена на овој правилник, од причина што веќе буџетот на општината е донесен, не се предвидени средства за таа намена, а и мислам дека треба заедно комисиски да се разговара и да се анализира кои лица се ќе бидат, дали само еднородителски семејства што ќе бидат сооружени од центар или може би широка категорија, бидејќи ние имаме самохрани родители, може со решение од центарот, кај што имаат поголеми примања од лица што може немаат решенија, а сепак имаат потреба таа помош. И затоа сметам дека нема потреба да испратуваме со донесување на нови мерки без да се направи анализа. Значи, овој правилник е отворен и во секоја време може да се прави. Меѓутоа, дајте да направиме анализа. Дали за ова, може и во иднина да за некоја друга потреба. Може да се добро. Меѓутоа, сепак сметам дека треба добра анализа со податоци од Центарот за социјални работи, кои ќе бидат веродостојни и врз основа на кои ќе направим правилна одлука. Благодариме на образлагањето. Не отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Ова луѓе беа. Бидејќи јас се поднесов заедничко група на МНО и коалицијата обува, ние како советничка група и како член на таа комисија за еднакви можности, кога го разгледав правилникот, имам потреба да покажам дека оваа категорија на луѓе не беше ставена. Јас во конкретно барањето имам конкретно напишано еднократна парична помош за самохрани родители и потребно
Како ще рече? И да се доделува еднаш година. Значи, што се доделува за повече, за повече, за еднаш годишно. Дали некој друг bar разговор? Повеќе? Значи, реплика на колешката, ние даваме предлог да се става да член 3 да се погледа на програмата, меѓутоа да ја кажуваме изворите на финансирање, што е многу битно. Значи, кога даваме предлог, треба да ја кажеме изворите на финансирање. Самиот образлагач кажа дека буџетот е изгласан, завршен за таа година, значи со самиот ребаланс или со некоја пренамена после некоја, значи може да се разговара за разгледување на оваа точка во член 3. Значи немаме извори на финансирање. Кажете изворите на финансирање за вгледување на оваа точка. Секогаш кога вгледуваме нешто, значи треба да ни кажем изворите на финансирање. И уште само во контекст на тоа едно прашање до возлагачот, во врска со член 3, 9 точка еднократна парична помош за доходи и местни заедници. Значи прашање дали председателите на местните и урбаните заедници може да поднесуваат барање во име на физички лица од истите местни и урбани заедници кои што не се во можност сами да ги поднесат овие барања за оваа парична помош. Што причаме само потреба, значи кога е од јавен интерес. Значи тоа барање е за да е од јавен интерес, дали за урбаната или местната заедница. Председателот е тој што го поднесува барање. Нема потреба во име на физичко лице. Тоа е нешто од јавен интерес. Во име на во својство на председател смета дека тој, да речеме, зафата од јавен интерес и поднесува барање. Треба 10.000 денари за тоа и тоа да речеме. Значи, нема радов. Физичко лице кој што има потреба од местната и урбаната заедница, од некоја еднократна помош. Лично физичкото лице може да се поднесе барање. Значи, физичкото лице може би да е изнемоштено, не може да дојде дали председателот на местната заедница во врска со оваа точка може да го поднесе барањето во некој. Значи, ако барањето на физичкото лице се однесува за личен интерес него, Да. тој ќе си поднесе и лично во негово име барање до архивот. За лични потреби зошто? Значи, не можеме председателот за лични потреби да поднесува барањето. За лични потреби не може. Значи председателот може да поднесе само за интерес, општи интерес на местната заедница. Добро. Добро јасно. Дали некој друг bar разбор? Повеќе Оливера? Директно вие да кажа дека требало да размислам за финансиски откаде може да се одговори на тоа, па правилникот на нас сега ми се досега да беше доставен пред буџетот, може тогаш ние ќе имавме начин да разговараме. Еве правилникот го добив јас намерил пред 2 недели после гласувањето на буџетот. Значи во овие дни треба правилникот пред буџетот да се ставува или сите кои што имаат после буџетот дошто правилникот сега е или јас како советник според статут на општината да имам право да доставувам негово барање. Значи, како што кажа изтегнат. Правилникот е отворен, така пред после буџетот. Значи пред буџетот не е донесен. А ние веќе за таа категорија на сите тие луѓе имаме ставка на буџет по кој ќе се трпи за сите тие категории. Значи јас не барам посебен буџет за таа категорија, само барам одобрување измена на член 3 да се достави категоријата, вие не знаеме колку е. Значи, во име на секој барање на буџетот ви имате право да додадете средства од една ставка на друга ставка, сака тој е основно, да речеме. Меѓутоа, правилникот е отворен, сега го донесуваме, може за 3 месеца да има измена, тоа не е пречка. Затоа јас сега пред буџет не ми беше доста. Пример е тоа што ќе можеме да го решиме тој проблем сега што го има. И ќе беше и вие од ваша страна се кажете Па некои мерки беа после буџетот беа предложени. Тоа е следна околност. Секојаш не можеме да ги предвидуваме точките пред буџетот. сега јас ги разгледам точките и имам потреба да ја Правилен дел од мерките веќе постојат и се исплеќа по никого. тоа остварам дека не се Здравачките средства, како што спомнавме, веќе беше најавени и беа планирани веќе овие финанси. Меѓутоа, ова не беше најавено и сега, кога се најави, веќе беше изгласан. Тоа
да не дискутираме за тази точка, предварително да бъде ставена по съвместно. Все пак аз смятам дека треба да има анализирана точка, да видим како ще се спомня конкретно, но имаме категории, што иако нема, тоа каже самиот директор на Центар за социјални работи, дека имаме категории што немаат решение, меѓутоа во многу полоша ситуација од тие што имаат решение, да речем. Може треба затоа може да се направи анализирана. Може да бидат опатени тие што решение Центар мислите дали треба да се опатени и тие што немаат никаква помош, а не се водат по решение и како самохрани. И тоа има силно штетено затоа што ги опасени сите самохрани Да, тоа велам да ви разбираме. Комисијата за социјална заштита што сака да имаме нормативните работи, дајте да добаваме информација. Дајте да имаме да го викнеме директорот на Центарот, тој да предложи. Ние го предлагаме по нашо предно барање. Бидејќи ние предно барање да ги доставуваме од побаруваните граѓани. Тие до нас побаруват. Тие велат нас нема спомнати по таа категорија. Зошто нема? Дали ние не можеме да аплицираме? Зошто не? Еве, тоа е моето барање од реакција на граѓани. Јас тоа не барам. Ние сме Раѓаме на граѓаните за ефективни да донесат за граѓаните кои они тоа се Дали некој друг барање? Кој? Само да не би просто на радиото да се пробира, сега само нали на така на сугестија на задача, ще трябва да знае дека секој советник со слушен 20 ден статут на научна задача има право да предлага. И на предлага нема потребен нито директор на било која институција или мислење од некој друг надворешен инстанца од општина Галчево. Тоа е. Однос на дадено гледано од грешката, само да следам. На 11.1. до нас консултенци беше изпратен имейл от општина Делчево, ќе го цитирам за да видите по-лесно. Општина Делчево подготви нов правилник за добивање на критериумите за добивање на парична помош, кој по прилог ви го доставувам. Те молам да го разгледате, да дадете ваш коментар или забелешки и да ги доставите до општина Делчево. Замолвам да се затворите на различни комисии за загадна седница за разгледување на правилникот и евентуални забелешки пред одржување на седницата на совет со цел да имаме време истото да го коригираме и да го оставиме до советот на гласување. Кога веќе вие имате изградено правилник кој што треба да го изгласаме, а не ја ти што ќе нарушим интегритетот како советник, вие нас нешто доставува и само да го изгласаме. Дека е супер лицемерно да се пушта имейл, да пишеме предлог барање до општина Делчево, пошто нема да бидат разгледани. Или барем не пуштајте значи имейли. Малку лицемерно да стане општина Делчево. Ако мислите дека не сме тука само да стигнем да гласаме некои предлози кои што ги дадени по формуларот кој што општина Делчево предложила, замислила да си го е, дека не треба да го гласаме, треба да им кажете дека не сме тука само за да гласаме. Ама со основно, пак да член 27 останаме на општина ние консултанти има право да предлагаме предузи и има нормално. И колко е прашено? Тук е поедат сега, да лик се тури на гласени предлога на грешката и няма се тури гласени. Колко е много? Одмah ја одговора нема. Секој советник има право да даде предлог. Меѓутоа во Законот за локална самоуправа, во членот 62, прописи на Советот јасно е наведено. Остава 3. Прописите за чии извршување се потребни финансиски средства мораат да содржат одредби со кои се утврдуваат изворите и висината на средствата за нивното извршување. Како ќе даваме предлог, ќе става предлог на гласање за кој ние немаме финансиска основа? Може да се наложи. В този случай забележам дека константно се правят точките които се донесат по-късно от общината. Најважно од се бил суштината е отворена и општина Делчево е отворена за да го вметне предлог. На првиот ребаланс анализа и во првиот ребаланс ќе го дадете предлог и ги ставите ставка. Никој нема во оваа сала никој нема против тоа. И јас сам лично за вашиот предлог. Кој стави на гласање го подржам, ама немам услови да го ставам на гласање. Законот за локална самоуправа вика дека прописите за чии извршување се потребни финансиски средства мораат да содржат и одредби со кои се утврдуваат изворите и висината на средства. Бидејќи немаме финансиска конструкција, не знаеме откаде ќе се обезбедат средства, не можеме да гласаме. Не можеме да го ставиме на гласање. При првиот ребаланс ќе одвоиме средства и сите едногласно ќе го донесеме вашиот предлог и ќе биде ваша разлика што ќе биде вметнат во правило. Мислам дека нема потреба да се толку жестока дебата да водиме за нешто за кое си
сите се согласуват. Кој не сака да помогне на самоправите? Секој од нас. Човечки е да помогне. Меѓутоа, во моментот не може да одма да... Јас предлагам да го гласаме правилникот, да имаме подршка на правилникот и во иднина, во првата можност која ќе се отвори, направена анализа повторно, да состави вашиот предлог, да се вметне и може да стои може. Ќе важи од кога ќе се обезбедат средства во првиот ребаланс. Договорено? Окей. Благодарам. Заедно е до база. Повеќе. Сега чекаме иста габара би измена на правилникот, значи стана од тоа за член 15. Значи, мојата логика е че член 15 за се гласи по следното. Комисија за добрување на парична помош во можната комисија ја формира граничната можна дочо со решение и одредот на работените од општата администрација. И на ова да се додаде и два члена од својата можна дочо, еден член од позицијата и еден член од опозицијата. Ще давам че кратко предложение. Значи, бидејќи прошираме својата прогресива самиот правилник, ние последните трябва да реши до сега нема да би извештај за потрошените средства, следно дека е коректно и членовите на Совет активно да учествуваат во разпределувањето на средствата и барам мојот предлог да стави на гласа. Добро. Дали не друг вас, Зашо? Сега за реплика на излагањето на координаторот на советничката група на РТС и на вашето излагање во врска со обезбедените средства. Значи, во правилникот, ако го внимателно прочитаме, можеме да видиме дека сите категории на опфатени лица кои ќе треба да добиат бенефит од овој правилник се непремерливи, а буџетот е еластична форма. Зашто го зборувам ова? Никој не може да предвиди колку ќе ни требаат парични средства за лекување, колку ќе ни требаат парични средства за смртен случај, колку ќе ни требаат парични за настрадани од несреќи, за единствено, мислам, еднократна парична помош за новороденчиња, нешто што исто не е, еднократна парична помош за прваче е единствената категорија која можеме да ја предвидиме и да планираме средства, сите други се на некој начин еластични и може од една во друга ставка да се префрлаат. Во тој контекст, значи, предлагам предлогот да биде посериозно земен во размислување и да се стави на гласање, бидејќи навистина тоа ниту ќе го оптерети и во рамките на тие средства. Ние имаме околу 500.000 денари или пола милион предвидени за оваа намера. Значи, имаат интенција да растат, колку сме идната година во подобра кондиција, ќе може да се зголеми тој буџет. Тоа е првото нешто. Второто нешто, бидејќи, значи, изготвуваме правилник, нормално е после распределените средства, кои не се мали, да се достави, предлагам член 24 да гласи извештај за реализирана, да се достави извештај за реализирана парична помош до дојмислувањето на буџетот за идната година. Значи, да има обврска локалната самоуправа да изготви извештај како се поделени тие средства, за да можеме да направиме анализа пред носењето на новиот буџет и доколку има потреба да бидеме активни во носењето се до тоа да биде во корист на крајните корисници. Значи, предлогот на Оливера, не на Оливера, мојот предлог да барам да се стави на гласање. Да се додаде член само за да могат да запишат. Да се додаде член 24. Значи да се Кој што достави ќе значи извештај за реализација на средства. да, до донесување на буџетот, значи таму до 25. Петише како да зборам тоа последната измена што отпадате, да извлечете сите овие мерки што имат во правилникот. Сега може и имате на денешната седница точка извештај. Сите тие колку пари, која ставка се потрошени и породова има, колку мажи, колку жени, значи буквално до денар се напишани во извештај, што денеска го имате на седница, специјална ваша држава. Значи, не ми е целта колку пари се потрошени, нормално што се предвидени се бидат потрошени, туку извештај за потрошените средства. Тоа значи дека треба да бидат отпадени. Да, ама за овој сега. Добро, повеќе не. Малата зададе беше прозван од советникот Сашко во врска со изворите на финансирање. Ќе го замолам советникот Сашко што може да се врши пренамена на средства, да каже од која ставка може да се пренаменат средства за да се гледат во оваа категорија за исплата на оваа категорија на луѓе.
што каже самиот председател и образлагачот по оваа точка. Значи, подобро ли ќе биде да поднесуваат сега да биде вметната во програмата, да поднесуваат луѓето барање и барањето да стоат бидејќи нема финансиски средства или на некоја наредна седмица со самата не мора со ребаланс да биде. Значи со самата пренамена на одредени средства, 20% пренамени може да правиме. Значи со пренамена средствата во исто време да биде донесена и оваа точка. Уште на нареден сор. Уште на нареден сор. И уште една работа во врска, не знам колку е правно издржано, во врска со член 15 што го предлага координатор стратешка група на ВМРО да помане да има поеден член од Советот, од позицијата и од опозицијата, бидејќи оваа програма се однесува исклучиво за парична помош која што ја дава градоначалникот, колку може да бидеме ние присутни советници, не знам. Дали некој друг барам? Добро. Се дава 5 минути пауза, координаторите да може да се останат во однос на